Обилните врнежи од дожд кои го зафатија регионот на Кочанската котлина имаат двоен ефект во земјоделската дејност. Позитивниот се однесува на есенските посеви на кои им е неопходна влагата во процесот на вегетацијата, како и на зголемените дотоци во реките кои ги полнат акумулациите. Негативниот ефект е што големите количини воден талог ги наполнија нивите и целосно го блокираа извршувањето на сеидбата на оризот и на поедини индустријски култури за кои роковите незапирливо течат. Во делот на оризопроизводството, најнеповолна е ситуацијата во полињата од селото Бање кон Спанчево и Соколарци, каде според земјоделците во нивите нема да може да се влезе најмалку 10 до 15 дена. Сламата не е изнесена, а камо ли механизација дека ќе улегне, нема шанс. Од Бање кога ќе почнеш, па нека спрема Спанчево и Соколарци, па Чичинова пат Соколарци за Чичинова. Робки тебе за пипери едно друго и тука малци ке се касне, барем една берба и од пиперите ќе се изгубе. То гамба тие што се. Истовремено, земјоделците алармираат дека дел од земените вади и канали се уште не се целосно исчистени и подготвени по нив да тече вода. Сето тоа ќе доведе до значително одоцнење во извршувањето на сеидбата, што подоцна може негативно да се одрази и врз жетвата и приносите. Дождот предизвика проблеми и во ниските делови од селата, бидејќи предизвика полнење со вода на дворни места и поедини помошни објекти. Меѓутоа, состојбата засега е под контрола, а мештаните се надеваат дека нема да се случат пообилни врнежи кои би предизвикале посериозни поплави и штети.